Нема археолошки наоди, нема никакви артефакти, нема пречка да продолжат активностите во каменоломот. Стручни лица го утврдиле ова во два одделни наврати откако излегле на терен по пријави од сопственици на имоти во Ореовец. Алфа дојде до извештаите изработени од Заводот и музеј Прилеп откако се повика на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. На ниту еден од 7 истражени пунктови не се откриени појави на архитектура, ѕидови од градби, гробни или други конструкции од камен. Откриени се неколку фрагменти од керамички садови, продукција од локално производство, односно со мощна груба изработка. Поради ова, музејот заклучил дека нема оправдана причина теренот да биде прогласен за археолошко наоѓалиште, односно нема сериозни индиции за постоење наоди од културна вредност. Оттаму објаснуваа дека теренот околу селото е карпест и оттука веројатноста да има какви било наоди во целата околина е екстремно мала. Се утврди дека нема индиции за понатамошни истражувања, нема никакви архитектонски отстатоци и дека просторот не може никако и не заслужува да биде евидентиран како археолошки локалитет и нема индиции за дополнителни мерки за заштита. Сепак, собствениците на луксузни имоти не се откажуваат од блокадите на каменоломот. Доставили уште една преставка во која тврдат дека активностите на терен ја оштетуваат црквата Свети Димитрија, која датира од 19 век, но досега не е утврдено ништо. Од музејот потенцираа дека инвеститорот и изведувачот се должни да постапуваат според Законот за заштита на културното наследство. Доколку наидат, согласно 65 од Законот за заштита на културно наследство, ако наидат, дека тогаш се запират градежните активности и мора да пријат до надлежната институција. Инаку, уште во фазата на подготовка на проектната документација, инвеститорот побарал податоци од Завод и музеј Прилеп. Според официјалната археолошка евиденција, на овој дел од трасата досега не било регистрирано културно наследство. Наводните археолошки наоѓалишта се само еден од обидите на собствениците на куќи, вили и хациенди во Прилепски Ореовец, кои ги користат сите знајни и незнајни механизми за да го блокираат пристапот до државниот каменолом. Поднесоа и тужба до Основен суд, пријава до инспекциски служби. Тврдеа и дека работата во каменоломот предизвикува бучава и загадување над дозволеното, иако сите мерни инструменти го покажуваат спротивното. Тврдеа дека цел Прилеп може да остане без вода, но елаборатите покажуваат нешто сосема друго. Самите извори се на сосема друга страна. Се обидоа да кренат аларми дека поради каменоломот ќе исчезне ендемски вид пеперутка, но експертите ги демантираа. Таа живее на многу поголема површина и незиниот опстанок не е доведен во прашање. Симптоматично е што блокадите се однесуваат исклучиво на државниот каменолом, додека приватните кои се наоѓаат во непосредна близина со години функционираат без отпор.